со вас за ова сега што го кажавте по однос амандманот. Искрено верував барем овај амандман дека министерот ќе смогне сили да го прифати со оглед сериозната ситуација која што имаме во Струга. Почитуван министер, не ви држат вашите наводи, наводно дека средствата биле не знам од каде преземени. Ако бевте и имавте искрени намери кон решавањето на еден актуелен и на вистина сериозен проблем со кој што стружани се среќаваат во овај момент, ќе најдевте начин и ќе кажевте не може од оваа ставка, но можеме да извлечиме од оваа ставка во интерес да го решиме проблемот кој што и то како акутен, сериозен проблем со кој што стружани во овај момент се среќаваат. Искрено верував дека вашиот коалиционен партнер, кој што е и власт во локалната самоуправа, ќе ве запознаеше со проблемот од прва рака, а исто така и вашиот министер без ресор, кој беше на терен сега заедно со комисијата, ресорна комисија од Министерството за животна средина. Кобајаги не ја познава ситуацијата во Струга, па дојде да ја види, човекот кој што е создаде ситуацијата таму, и директно од местото имаше изјава пред медиумите и кажа дека ресорната комисија за брзо време ќе ја детектира ситуацијата во Струга и ќе даде анализа за состојбата, за ситуацијата и ќе излезе со конкретни насоки, чекори, прво за краткорочно, а потоа и за долгорочно решавање на проблемот. Почитуван министер, ниту од ресорната комисија, еве до денес, немаме... Репликата кон колегата Бардуль Даутчи. Апсолутно. Почитуван колега, до денес, ваквата ресорна комисија, која што беше предводена од министерот без ресор, претходен градоначалник на Струга, не само што не излезе, не само што не даде било какво мислење за решавање на овај сериозен проблем, за амандманот, имам сознание, ниту пак локалната самоуправа презела некој чекор, ниту доставила барање до Министерството за животна средина, за да може истото да изработи студија за дислокација на депонијата. Толку, почитуван колега, од сериозноста на владата, толку од сериозноста на нивниот коалиционен партнер Алијансата, толку од сериозноста на нивниот коалиционен партнер ДУИ и министерот без ресор во владата. Затоа, почитуван колега, ние како пратеници од ВМРО ДПМН исклучително ќе ве поддржиме во овај ваш амандман, бидејќи се работи на вистина за сериозен проблем, еколошка бомба, која што е сместена, почитувани колеги, почитуван колега, во самото градско подрачје на Струга и оддалечена едва 500 метра од последната куќа. Во најплодното место во Струшко поле, во непосредна близина на реката Црндрим и само на 1 километар оддалеченост од Охридското езеро. Оваа ситуација е повеќе од 9 години која што ни се случува во Струга и покрај иницијативите кои што беа превземени и од претходната влада, и од пратениците на ВМРО ДПМН, и од советниците на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, локалната самоуправа не ја прифати подадената рака. Министерството за животна средина им ветуваше на нивна сметка да изработи визибилити студија, проектна документација, за да му каже како на кој начин треба да се реши овај проблем. Но меѓутоа тогашниот градоначалник, а и сегашниот градоначалник и пратеник, кој што ни е актуелен, кажуваат дека тие имат друг начин како на кој начин ќе го решат овај проблем, дека имале најдено инвеститори кои што треба да дојдат во Струга, имале најдено и локација кои што треба да вложат во формирање на, како да речам, регионална депонија, каде што ќе може да се рециклира и да се обработува сметот и на тој начин да обезбедат за стружани топлотна енергија со која што ќе можат со многу поефективна цена истите да се затоплуваат. Почитуван колега, лаги и ништо друго. Манипулација невидена.
Значи, затоа, бидејќи доаѓајќи или верувам дека гледајќи дека локалната самоуправа нема капацитет, ниту сенс, ниту чувство да го реши овај проблем, верувам дека вие, почитуван колега, бевте испровоцирани, го дадовте овај амандман и ние имаме поднесен овај амандман како ВМРО ДПМН, кој што ќе го образложиме подетално. Искрено денес бев згрозена и од изјавата на премиерот, кој што во едно прашање кој што беше поставено на него од новинар, дали имате било какви намери за решавање на проблемот со депонијата во Струга, која што од 16 април, почитувани колеги, гори и ја загрозува безбедноста и здравјето на граѓаните. Почитуваниот премиер, во истиот стил како Рамис Мерко, испративме ние ресорна комисија, која што треба да анализира ситуацијата, така да ќе видиме, ќе излезиме со некакви заклучоци или решенија. Значи, не знам што треба да се случи во Струга, значи да се запали ли целиот град, за да може навистина да се излезе во пресрет на решавање на едно вакво сензитивно прашање. Огромна и сериозна е работата ако не се реши за брзо ова еколошка бомба која што гори веќе повеќе од 3 месеци. Беше задушена иницијативата граѓанска и сега веќе гледам и веќе ми се расчистува и разбиструва зошто и кој ја задушил, а нема, верувајте, било каква иницијатива, прес, говор, форум од страна на еколошките невладини организации кои што беа така жестоко активни во минатиот период за заштита на животната средина. Ако бизнисите на определени луѓе, затоа што не знам дали знаете, почитуван колега, но депонијата е даена под концесија и годишно за неа се добива од 5 до 6 милиони денари. Значи, ако бизнисите биле поважни од здравјето на луѓето, мене навистина не ми е јасно како, почитуван колега, еве заедно да издействуваме средства за да можеме овај горлив проблем на Стружани да го решавам. Искрено верував дека ќе се надмине министерот, дека ќе смогни сила, ќе најди ставка од буџетот. Министре, еве и без разлика на тоа што сумо помената од председателката, верувајте, дојдете во Струга да видите како Стружани се дават во чат и смрдеа. Мора да се изнајде начин тој проблем да се реши привремено ако треба, а потоа да се најде дислокација за таа депонија, која што е долга 700 метри, широка 250 метри и висока 13. Ништо не може да ја угасни. Ве молам, размислете уште еднаш, има уште еден амандман од БЕСА, нашиот амандман, разгледајте од каде може